Се почести случаи на булинг во училиштата, а од тука доаѓа и прашањето како да се спречи. Министерката за образование и наука Весна Јаневска денес потенцираше дека училиштата имаат поставен менаџмент кој е задолжен за превенција и решавање на ваквите инциденти. Како што таа рече, доколку тие не си ја вршат својата должност, Министерството и општината, како и останатите институции, стојат на располагање. Училиштето има менаџмент, има прво директор. Училиштето има тим, значи стручен тим кој го сочинува психолог, социолог, педагог, дефектолог, зависи како. Прво што треба да направите е да пријавите кај наставничката и директорката. Тие се должни. Ако не се грижат, ве молам, тогаш имате право да пријавите и до Министерството, и до општината, и до МВР, ако е нешто, не дај Боже, нели, над рамките на детско задевање или евентуално поприма елементи на булинг. И во социјалната служба, ако пријавите до Министерството ќе испрати државен просветен инспекторат. Доколку е потребно да се вклучи социјалната служба, ќе биде вклучена социјалната служба. Како министер и како министерство не можеме да знаеме што се случува во секој училиште. Затоа секогаш апелирам, кажете ни, побарајте од нас помош, ние ви стоиме на располагање. Дека вакви случаи во минатото имало, истите се решени соглас на Јаневска. Вели дека тие како министерство даваат се од себе за да се намали бројот на ваквите случаи. Контактираме и општината ако треба, и Министерството за труд. Се што треба ќе направиме. Сме имале неколку случаи, вие знаете дека сме имале, и на мое големо задоволство, но и во корист на детето и родителите и училиштето успешно сме ги решиле. Инаку, како што истакна министерката Јаневска, сите вакви случаи треба најпрво да бидат соопштени на наставниците, а потоа до директорот, психолозите и педагозите. Најодговорен во првиот момент останува професорот.